Великденски шок за четворица верници од Штип, враќајќи се од црква во 1 час од пополнок, тие доживеале нешто неверојатно. Мажо ми од страната на реката и оде, едно време вика, оде еден вика дише со мене паралелно, оде дише. Одам неколку метар, обрќам се, пламен голем пламен. Ово викам, добре горе земјата. Кога доваѓаме до огино, веќе се сманува пламено. И ме питал меѓу време, мажо ми, а носите ли вода? Викам, носам вода. Кога рече ја вода да носим, он се веќе пламено сманјува. На штипјаните им биле потребни неколку дена да се соземат и она што го доживеале да го кажат. Се уште под силни импресии на преживејаното, тие имаат свое објаснување за она што го виделе. Некој работник работил тука, ко работиле, нашле некои коски и као да има некој знак дека има црква тука. Па би замолила попови што било да го светат ова место. Може има нешто. Па мислам дека има некои несмирени души. Па би требало да се освети тоа. Што за се во ова велат од црквата? Заклучокот е дека тоа е ѓаволско дејание. Ние во нашата црква имаме една книжка многу добра. Ја препорачувам на сите да прочитаат и ќе знаат дали тоа што ќе го сонуваат, дали тоа што ќе им се прикаже е од Бога или од демонот ѓаволот. Сепак доколку на ова место навистина се пронајдени остатоци од стари гробишта, дали тие не треба да бидат соодветно црковно третирани? Ако ги прашате археолозите, тие најповеќе знаат дека насекаде има гробишта, а тоа не значи дека треба да се јави, да бара нешто и да се прави нешто. Ние имаме ден кога ги спомнуваме сите починати наши православни христијани, донатори, помагатели на црквата, знаени и незнаени. Што значи, секогаш се прави за покојните се и тие немат посебна потреба за некого. Пешачката патека е изградена точно пред 1 година и од тогаш досега јадници штипјани и дења и ноќе минуваат покрај неа. Но ова е прв пат некој да се пожали на присуство на надземни сили или на не секојдневни случки, на присуство на оноземни суштества, условно да ги наречам.